Без младите нема иднина. Многу често користена фраза, каде што ние повозрасните знаеме да кажеме во име и за сметка на младите, заради идните генерации, заради тоа што децата ни пораснаа и напуштија земјата, заради тоа мора тоа и тоа да го направиме. Никаде не им даваме прилика младите да кажат бе што сакат. И тие знаат што е добро за нив, не само ние повозрасните, да кажеме дека тоа и тоа е најдобро за нив. Мора младите да бидат вградени како активен чинител во секојдневието на нашето општество. И тоа да биде на партиципативно секојдневно ниво. Главните документи без согласност на младите не треба да се пуштат во практична реализација. Тоа се буџети, програми, акциони планови, политики. Нели и она што го зборуваме дури и за економијата е заради подобра иднина пред се на генерациите кои што доаѓаат после нас. Ба нека кажат тие генерации што доаѓаат после нас, дали на вистина тоа е најдобро за нив, кои што сегашните актуелни decision makeri или одлучувачи го прават во име и за сметка на идните генерации. Мораме тоа да го направиме на партиципативно ниво. Некој ќе каже, аве Заев, ти тоа многу убави зборови кажуваш. Во Струмица тоа функционира. 4 милиони денари младите имат пари за кои што сами одлучуваат и не може да помине буџет, програма, без младите да дадат согласност преку Младинскиот совет и Детскиот парламент. Колку тоа и да нас не ни се допаѓа како политичари, тие мора да го дадат конечниот пас. Тоа не е најсовршен модел, тоа е само еден начин, еден исчекор во кој што испраќаме порака на решителност, секако на национално ниво, ова да биде максимално вградено. Оти младите од државата не ни заминаа само заради тоа што немат работа. Голем дел од тие што заминаа беа и вработени. Зима 10-12 илјади денари плата и не само, некој заминаа и со 500 евра плата. Зошто? Никој нив ниту ги разбира, ниту ги прашува, ниту ги слуша. Тие мора да бидат вградени кога зборуваме во името на европските вредности, како што се вградени во современите демократии во Европската Унија. Нема да измислиме топлата вода, треба да направиме копи-пейст, да го прилагодиме тоа на нашето општество и да им дадеме шанса на младите, оние за кои што со полна уста сите зборуваме, во пракса тоа да го реализират на повидок на сите.